Петок, 19 јули, кратки вести во 12 часот. Невремето што вчера го погоди по широкиот регион на Охрид повторно ги врати старите проблеми со водоводната и канализациона мрежа во стариот дел на градот. Читатели на Охрид Прес до редакцијата испратија видео од кое се гледа дека станува збор за сериозен проблем со кој се соочуваат жителите на овој дел на градот при секој поголеми врнежи. Мора да се реши овој проблем, на средина на сезона сме. Туристи од целиот свет се тука, мора да најдеме заедно некое решение, велат во дописот до редакцијата на Охрид Прес со кој испратија и кратко видео и фотографии. Силниот ветар и дожд при вчерашното невреме урна гнездо на штркови во селото Горно Лакочере. Гнездото било поставено на електричен столб, пошто младенчето паднало на земја. По пријава од жителите, екипи на Евана веднаш излегоа на терен, го поставија и санираа паднатото гнездо и младенчето беше вратено на место, вели Никол Чемилевски за Супер радио. Тој испрати благодарност до обработените во Евана за овој убав чин. Настапот на Олимпијадата за мене представува остварување на мојот спортски сон и освојување на уште еден спортски врв кој мене ме оформува како професионален спортист стрелец, вели охриѓанката Анастасија Мојсовска пред Олимпијадата во Париз. Таа ќе настапи во дисциплината 10 метри воздушна пушка, надпревар кој на програмата е на 27 јули. Чувството е феноменално, неизмерно сум среќна што сум дел од олимпискиот тим и ја имам шансата да ги бранам боите на нашата држава. Очекувам квалитетен светски резултат за кој сум подготвена, а со кој достојно ќе се представиме на ова Олимпијада, вели Анастасија. Незините почетоци се во стрелачкиот клуб Охрид, а сега е член на стрелачкиот клуб Стрелец од Скопје. Времето денес сончево и многу топло со услови за мала до умерена локална облачност. УВ индексот е 9. Максималната температура во Охрид до 34 степени. Повеќе информации на ohridpress.com.mk. Уредник и водител на вестите Даниела Спасик. Технички реализатор Реджеп Селман.